Денес пред нас е предлог одлуката за давање на согласност на финансискиот план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2022 година. Од она што можевме да дојдеме до податок за тоа во каква состојба се наоѓа ова агенција, се гледа дека состојбата во која се наоѓа агенцијата е катастрофална. А она што може да се види во овој финансиски план е дека не се води многу сметка за да се подобри оваа состојба, туку само за да се згрижат партиските кадри на СДСМ, да земаат плата, а ништо да не работат. Катастрофалната состојба особено се однесува во финансискиот дел и сите понатамошни импликации и реперкусии произлегуваат од тоа. А вие не застанувате со партиските вработувања, па така и во наредната 2022 година сте предвидели 8 нови вработувања во оваа агенција. 5 години се провлекуваат истите нерешени финансиски проблеми на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Оваа агенција и понатаму се финансира од само еден извор. И тоа, како што кажа директорот на комисијата, се финансира дури 93,7% од еден извор, а тоа се дел од прелетите кои се остваруваат над Република Македонија и сертификација на АДМАНАВ. А според сите препораки на Евроконтрол, потребни се најмалку 3 извори на финансирање за тело како што е Агенцијата за цивилно воздухопловство. Владата на СДСМ за 5 години не изнајдоа ниту еден дополнителен извор за финансирање на оваа агенција и покрај тоа што агенцијата е во многу лоша финансиска состојба, очигледно дека изнаоѓањето на дополнителни извори на финансирање на агенцијата не е приоритет на оваа влада, туку очигледно е дека приоритет се да се вработа само нестручни партиски кадри во оваа агенција. Ова што го зборувам се потврдува во финансискиот план во кој е наведено дека Агенцијата за цивилно воздухопловство во наредниот период, меѓу другото, ќе очекува да ги оствари целите преку развој на човечките ресурси, односно почетно и постојано школување и тренирање на своите вработени. Од овде се заклучува дека се вработуваат нестручни и партиски кадри на кои понатака му се потребни дополнителни обуки и едукации, за да го достигнат нивото на еден стручен кадар, каков што е потребен за добро функционирање на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Ова ги чини на сите граѓани на Република Македонија дополнително, затоа што овие обуки и овие едукации се плаќаат од парите на сите граѓани на Република Македонија. Понатака во финансискиот план, она што мене најмногу ми остави впечаток е наведено дека агенцијата ќе подобри регионалната соработка и ќе промовира лидерство во регионот. Почитувани со оваа влада, веќе сме лидери во регионот и во Европа, но сме лидери по криминал, корупција, неработење, расипничко трошење на парите на граѓаните. Тоа што јасно се гледа од овој финансиски извештај од расходната страна во која се гледа каде се планира да се потрошат овие 3,2 милиони евра, колку што се предвидени во овој финансиски план за 2022 година. Ќе набројам некои ставки во кои и покрај кризата во која се втурна оваа влада на Република Македонија се предвидуваат непродуктивни трошоци и наместо тие да се намалуваат, тие се зголемуваат за оваа година во однос на претходната. Па така за канцелариски мебел и транспортни средства расходите се зголемени за цели 33%, за купување на инвентар за новите вработени и за набавка на нови возила. Понатака, трошоците за енергија се зголемени за цели 53%, што е доволен показател колку реално е покачувањето на електричната енергија, а не како што тоа го прикажува владата дека се не цели 10%, но на крај кога ќе се пресметаат сите трошоци, доаѓаме до многу поголема бројка. Услуги за одржување и заштита.
повисоки расходи за 77% или за цели 29.000 евра. Ова е со образложение дека таа сума е за одржување на деловниот простор кој што сте го добили од владата и треба да го одржуват. Па со овие пари, почитувани, можете да си купите деловен простор, а не да издвојувате 29.000 евра само за одржување. Трошоци за амортизација, зголемување за 14.000 евра во однос на 2021 година, а вкупно за оваа намена се издвојуваат 55.000 евра. Во ставката за дневници за службени патувања, ноќевање и патни трошоци има зголемување за 25%. Или за 200.000 денари, а вкупно за оваа намена се предвидени 1 милион денари. Зарем во услови на криза, економска, енергетска, топлотна, здравствена и каква ли уште не криза, затоа што од кога СДСМ и ДУИ се на власт во Република Македонија, ние сме во постојана криза. Овие непродуктивни трошоци зарем не можат да се намалат или да се скратат. И како последна ставка што ќе ја спомнам, а преку која ќе се потврди тоа што погоре го зборував за вработувањата, е ставката за плати и надоместоци на плата, за која, замислете, се издвојуваат 1,8 милиони евра. Во оваа агенција, а и во многу други агенции се исплаќаат плати над 150.000 денари, со образложение дека секаде и во регионот и во Европа платите во овој сектор биле високи и заради тие причини и кај нас овие плати се високи. Но тука не земате во предвид колкава е разликата кај нас помеѓу минималната плата и платите во оваа агенција, не земате предвид колкав е стандардот кај нас и колкав е стандардот во Европската Унија. Не водите сметка дека разликата помеѓу минималната плата и највисоката плата исплатена во агенцијата е 10 пати поголема. Од граѓаните барате да се солидаризираат и да прифатат дека оваа очајна состојба во која што ја доведовте Република Македонија не е поради вашето неработење и немање желба за работење, туку дека тоа е резултат на кризата. А од друга страна не се откажувате од привилегиите кои ги оживате, тие за вас се загарантирани и мора да ги добивате. Но за тоа ќе одлучат граѓаните на следните избори, тогаш ќе го кажат своето мислење за вашето работење, односно неработење. Ви благодарам.